Големиот тренд на иселување на младите во странство е само едната лоша работа. Откако таму се адаптираа, дел од нив почнаа да ги повлекуваат и родителите по различни основи. Ова меѓу другото значи големи отсуства од работа. Тоа се огромни проблеми во самата организација на работата. Значи работодавачот кога ќе дојде на Сабајли и го види дека му фали една таква работничка, тој прво се чуди која е таа што може да ја замени. Една сигурно не може да биде. Па на тоа работно место кај што ќе повлече работник треба некој друг да стави. Така да автоматски паѓа производството, значи продуктивноста, и може да дојде до непочитување на роковите за испорака. А тие непочитување на тие рокови за испорака исто така се носат одредени казнени пенали од страна на партнерите од странство. Така да тоа е многу осетлива работа и би требало и работници да се свесни за тоа. Отсуствата од работа кои се движат од неколку недели до еден или повеќе месеци за фирмите значат големи проблеми, но и штети. Може и отсуство само на еден работник во таа линија да го катастрофално намали производството. Затоа што ако работат две работнички на таа операција која е клучна, а сега една се отишла, тоа значи 50% помало производство. Другите работнички не може тоа да надокнадат. Вие ќе мора да други 2-3 да стајат на тоа место за да може дел барем да излегува производството на крајот на денот. Така да прави организацијски проблеми, прави намалување на производството, но годишно тоа може да се движи од 3 до 5%. Но во одредени случаи може и 50% да ви падне производството од таквите ненајавени отсуства од работа. Од друга страна, има и такви кои откако се снашли во странство, инсистирале родителите да ја напуштат работата во стопанството, а пари за издршка им праќаат тие. Досегашните пресметки говорат дека во изминатите 10 години регионот го напуштиле околу 30.000 лица. Колку мина тие повлекле со себе на привремен престој и помош, не може да се процени, ниту да се претпостави. Исто така не може да се проценат ни конкретните штети, но станува збор за огромен проблем кој секојдневно се зголемува. Речи си да нема фирма во која отсуствата на дневна база не се помали од 5 до 10% од бројот на вработените. Ова драматично ја влошува продуктивноста на компаниите, па отсуството во прашање доведуваат не само рентабилноста на работењето, туку и обстанокот на фирмите.